Почитувани, добродојдовте во вестите на Канал 8. Основното јавно обвинителство од Кочани прибира податоци за постапката за изградба на мини хидроцентрала на Мала река. Од локалната самоуправа бара дополнителни информации за да се утврди начинот на кој е дадена согласност од општината за градење на објектот. Основното јавно обвинителство во Кочани доставило барање до општинската администрација да обезбеди дополнителна документација за издавањето согласност за изградба на мини хидроцентралата на Мала река. Од локалната самоуправа на Кочани информираа дека веќе почнало прибирањето на податоците и се очекува по нивното комплетирање тие да бидат доставени до обвинителот во законски предвидениот рок. Добивме акт од страна на обвинителството, односно на основното обвинителство, каде што барат информации за текот околу издавањето на одобрението, односно целокупната документација. Ние како локална самоуправа, транспарентно и одговорно отчетно раководство, она што го направивме на последната седница на Советот, веќе информиравме за целокупниот тек на работите. Секако дека на основното обвинителство ќе ги доставиме сите документи кои што ги имаме на располагање, се со цел да ја утврдат фактичката состојба и секако ние како локална самоуправа целокупната постапка ја замрзнуваме и ќе чекаме понатамошни инструкции од надлежните што и како. По добивањето на инструкциите, локалната самоуправа во целост како и досега ќе ги следи законските прописи и секако упатствата што ќе ги добиеме од надлежните институции. Градоначалникот Илиев додаде дека за локалната самоуправа секоја граѓанска иницијатива што е во согласност со законските прописи е прифатлива. Идејата на невладините организации за одржување референдум ја оценува како сосема легитимна. Претходно, 20 локални невладени организации кои се здружија во одборот за здрав живот во Кочани најавија дека постои можност за организирање протест за запирање на изградбата, но и постапка за ново изјаснување на граѓаните, затоа што се сомневаат дека воопшто се одржала јавна расправа за изградба на мини хидроцентралата кај браната градче. Компаниите што се лоцирани кај западниот влез на Кочани добиваат привремено сообраќајно решение за пристап до парцелите. Додека се гради новата клучка и крстосница, ќе го користат новиот коловоз, што е дел од експресниот пат кон Штип. Обезбеден им е соодветен привремен сообраќаен влез на компаниите кои се лоцирани под железничката пруга на западната страна на Кочани, од патот кон Подлог во правец на Кочанска река. Со оглед што се изведуваат градежни работи на новата клучка на западниот влез во градот, а што е дел од експресниот пат кон Штип, коловозот што овие компании досега го користеа веќе е раскопан и оневозможена е неговата употреба. Собствениците на фирмите кои се лоцирани на овој потек веќе реагирале до локалната самоуправа, бидејќи камионите и другите тешки возила не можат да пристапат до нивните парцели. По договорот со изведувачот на градежните работи, кинеската Sinohydro Corporation Limited Ltd Peking, подружница Скопје, Општина Кочани постигна заедничка согласност овие компании за влез да го користат новоизградениот коловоз од кај селото Тркање, што е дел од експресниот пат и во иднина ќе биде ново сообраќајно решение за влез во Кочани од западната страна. За останатите возила, кои во Кочани влегуваат од правец на Штип и понатаму останува пренасочувањето кај подлошка крстосница преку зоната лесна индустрија до кружниот тек кај хотелот Национал, или пак директно преку надвозникот кај клучката за Зрновци. Спортското риболовно здружение Кочански рибар го реализираше првото порибување на акумулацијата Градче за оваа година. Во водите на браната беа пуштени 350 килограми риба од сортата крап, набавени со сопствени средства на здружението. Членовите на Спортско-риболовното здружение Кочански рибар ја реализираа првата овогодишна акција за порибување на акумулацијата Градче. При тоа во водите на езерото пуштија 350 килограми крупен крап. За збогатување на рибниот фонд на браната, здружението инвестираше сопствени средства во висина од околу 80.000 денари. Рибата е набавена од домашен сертифициран рибник и репроцентар.
Денес пуштивме 350 кг на риба, со тоа што големината на самата риба е од 1,5 кг до 5 кг. Сега имamo у недела еден напрев, федер напревар. Имаме веќе доста гости кои што ќе имаме од страна. Тоа ќе биде еден стартување на самата акумулација да отвориме сезоната. За 2 недели ќе имаме уште едно порибување кој што ќе биде најверојатно со клени со попадика. Порибувањето на браната Градче е дел од обврските на Сдруженијето Кочански рибар кој е концесионер. Истовремено со тоа се реализираат и заложбите на членовите, тие да имаат едно од најбогатите риболовни катчиња во државата. До крајот на оваа година планирани се уште неколку слични активности. Риболовците истакнуваат дека во текот на изминатата зима и пролетва забележале зголемено присуство на птици корморани, кои не се карактеристични за регионот. При тоа тие ловат на езерото и нанесуваат голема загуба на рибниот фонд, поради што се бара начин тие да ја напуштат околината на браната Градче. Заедничка акција за озеленување на булеварот Тодосија Паунов реализираа општина Кочани и локалните граѓански здруженија. Таа е дел од активностите за облагородување на јавниот простор и зачувување на животната средина. Жардиниерите од десната страна на булеварот Тодосија Паунов во Кочани добија нови садници. Согласно програмата за заштита на животната средина за тековната година, општина Кочани во соработка со граѓанскиот сектор спроведе акција за озеленување. При тоа се посадија поголем број зимзелени садници од видот туја. Активноста е продолжување на веќе почнатото пролетно озеленување на градот, што во рамки на денот на пролетта ќе трае до крајот на овој месец. Во оваа акција, во изминатите десетина дена, како и денеска, се засадени од страна на локалната самоуправа, поддржани јавното предпријатие и, како што реков, граѓанските организации, невладиниот сектор, 300 садници и остануваат уште 200 садници кои ќе бидат поддржани од страна на јавното комунално предпријатие, што значи во оваа акција, во овие изминати десетина дена и наредната седмица, очекувам дека ќе бидат засадени преку 500 садници во градот Кочани. Средствата за набавка на 300 садници се обезбедени од буџетот на општина Кочани, а останатите се обврска на комуналното предпријатие Водовод. Представници од неколку граѓански организации кои учествуваа во акцијата за засадување нови садници ги поздравија мерките што ги презема општината и упатија апел за совесно однесување кон градското зеленило. На покана на општината да присуствуваме на оваа акција, ние со задоволство ја прифативме и гледаме дека брзо ја завршивме планираната цел и гледаме дека ова стварно има добар ефект и дека вроди со плод целата оваа акција. Им благодариме за поканата, им благодариме на другите здруженија кои беа присутни и сега останува само на нас граѓаните да го чуваме тоа што е сега денеска засадено. Така да се надеваме дека вакви акции во иднина ќе има и ние секогаш ќе одговориме се што е позитивно за нашата општина, а посебно во донесувањето на зеленило и тоест на кислород во нашиот град. Се планира булеварот Тодосија Паунов дополнително да се уреди и со разделно зеленило. Наскоро ќе почне и облагородувањето на двата кружни тека, што оваа улица ја спојуваат со улиците Киро Кикенски и Македонска. Млади предприемачи од Љупча Сантов со иновативна идеја за продажба на производи ќе набават таблети за ранливи ученици од гимназијата. Со својата идеја победија при учеството во Апшифт програмата за социјално предприемништво и освоија грант од 2000 евра. Преку проект на Апшифт програмата за социјално предприемништво, ученици од Средното општинско училиште Љупча Сантов се пласираа во првите 5 победнички тимови и добија грант од 2000 евра, кој ќе го искористат за реализација на својата предприемачка идеја. Со добиените средства набавени се производи кои ќе бидат продавани на граѓаните, а профитот кој ќе го остварат ќе биде наменет за набавка на таблети за ранливи ученици од гимназијата Љупча Сантов. Нашиот тим креираше препознатливо име кое гласи Avimil Charity, што означува акроним од имењата на членовите на нашиот тим. Исто така настапуваме и со препознатливо мото кое гласи Здравије имидж кон заедничка победа. За почеток, нашиот
e-shop nudi продажба на разни видови на маски и марами, кои служат за заштита од вирусните инфекции. Исто така, нудиме продажба и на разни видови на модни аксесуари, како за машката, така и за женската популација. Исто така имаме и продажба на разни видови на чаши и термоси за ладни и топли напитоци. За ова електронска продажба имаме креирано и профил на социјалната мрежа Instagram. Исто така важно да напоменеме дека имаме набавено 2 штанда дисплеја кои ќе ни послужат за непосредна или лична продажба на нашите производи. Со продажбата на штандовите настапуваме со стабилизирање на временските услови и стабилизирање на ковид ситуацијата. Во проектот се вклучени учениците Ана Арсова, Ефто Трајчев, Леонид Петров, Ивона Тодорова и Михајло Штејров, кои работеа под менторство на професорот по предприемништво Виктор Атанасовски. Ние имаме за цел да купиме таблети кои што ќе бидат наменети за следење на онлайн наставата. Всушност, ние како тим се собравме и одлучивме на некој начин да помогнеме на нашето училиште, а со тоа помагаме на нашите соученици. Како тим, нашиот професор не пријави воопшто програмата, каде што нашата идеја, која што имавме оформена, ја презентиравме пред комисијата од Фондот за инновации и технолошки развој и од Фондот ЦЕЕТ Македонија, каде што заедно со уште 4 тима добивме грант од по 2000 евра, кој што грант ќе биде наменет за нашата идеја која што имаме оформено комплетно да биде реализирана. Преку оваа програма младите се потикнуваат да препознаваат предизвици од нивната блиска средина и да понудат иновативни решенија во вид на производи или услуги. Во самиот процес на развивање на идеите со подршка на менторите и со примера на современи алатки се потикнува иновативно размислување и развој на предприемнички вештини. Оваа програма е наменета за социјално предприемништво. Временската рамка на реализација на овој проект беше 4 месеци. Учениците преку креирање на своји социјални предприемнички идеи настапија всушност на оваа програма и соодветно се пласираа во првите 5 победнички тимови. Исто така концептот на оваа програма е замислен во тоа што учениците ќе усвојат своји знаења, вештини во областа на самото предприемништво, понатаму усвојување на знаења од социјално предприемништво, вештини кои понатаму ќе им послужат во нивните професионални кариери. Проблемот кој што ние го имавме дефинирано, идентификувано, а се со цел да го надминеме, е самиот проблем и појавувањето на ковид ситуацијата и неможноста за следење на онлайн настава на нашите ученици од ранливата категорија. Тоа е главниот проблем и ние се насочивме кон надминување на овој проблем со креирање на наши прифатливи идеи кои соодветно ќе ги реализираме. Upshift е програма за социјално предприемништво развиена од страна на УНИЦЕФ во рамките на која преку решавање на одредени социјални проблеми и предизвици им се овозможува на младите да развијат нови вештини, да научат повеќе за социјалното предприемништво и да стекнат нови пријателства. Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се одржа редовна крводарителска акција во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Собрани се 29 крвни единици. Младите даруваат крв и ја имаат хуманоста во себе и желбата да спасат живот. 29 единици крв се собрани на редовната мартовска крводарителска акција, што ја реализираше Општинската организација на Црвениот крст од Кочани во просториите на Црвен крст. Истата се спроведе во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведува редовна крводарителска акција. Ова е акција која се спроведува секој последен четврток во месецот. Акцијата е во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Штип. Денеска акцијата започна во 8:30 и ќе трае до 14 часот. Веќе сме при крај на самата акција. До сега имаме 25 дарители, така да дополнително ќе ви информираме за конечната бројка која ќе биде дарувана на оваа денешна акција. Крводарителските акции се одржуваат редовно секој последен четврток и се планирани во согласно со планот за крводарителски акции. Наредната акција ќе се одржи во месец април, со така последниот четврток во месецот. Крводарителската акција е трета акција годинава што се спроведува во просториите на Црвен крст Кочани. Граѓаните може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузиона медицина во Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Црвениот крст.
Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.